Вашата неправда ќе биде и моја грижа. Се обврзувам терани ширум светот. Тоа е силен поддржувач на патот по кој ние тргнавме. Треба да продолжиме напред, не затоа што така мора, туку затоа што единствено така е исправно. Градиме едно општество за сите и горди сме што тој концепт веќе е препознаен како концепт за успех и прогрес. Градиме општество во кое сите сме еднакви пред законите и сите институции. Определени сме за правна држава во која нема место за криминал и корупција. Позитивните промени што започнаа пред 2,5 години во целост ја сменија сликата за нашата држава. Против кандидатот Гордана Силјановска ниту сака, ниту може да биде претседател на сите граѓани. Таа единствено сака да биде наследник на Ѓорги Иванов. Наследник на Ѓорги Иванов не ни треба уште еден кочничар кој јавно се заканува дека ќе ја повлече државата назад. Со помош на сите вас ја извадивме државата од темното минато, профункционираа институциите, се смиривме со соседите, со договорите со Бугарија и со Грција на европски начин, дадовме пример и за регионот и за светот. Низ компромис најдовме решение за отворените прашања. Се помиривме и дома. Денес, членството во Европската Унија и НАТО не се далечни и неостварени цели, туку реалност што од ден на ден се остварува. Мојата искрена заложба е да се почитуваме, не да се мразиме. Имам намера да помирувам, не да разгорувам конфликти. На 21 април и на 5 мај очекувам убедлива победа и овде во Скопје, во сите општини на државата. Очекувам силна поддршка и од македонците, и од албанците, и од турците, и од србите, и од ромите, и од власите, и од бошњаците, и од сите останати, затоа што само заедно газиме напред. Нашата земја, нашиот народ, конечно ќе стави печат на промената. Во историјата одат минусот, црнилата, конфликтите, изолациите и лагите на Груевски, Мицковски и Иванов. Доаѓа иднина со Пендаровски, која ќе го засили нашиот напредок, ќе донесе нови пријателства за земјата, соработки, успеси, инвестиции, економија. Доаѓа убава иднина на нашиот народ и на нашата земја.